стација. Дечки, сакате да му напишеме на Дедо Мраз писмо? Супер! А јас сакам да ми донесе мачена батерија, посебна книга и едно сквиши. Јас сакам да ми донесе маче милиниче и среќево тестови. Јас сакам да ми донесе сквиши, исто како Анастасија. Да пукне. Како да не? Дедо Мраз не постои. Како да не бе? Да, како па да не? Па мене ми донесе куфер претходната година. Исто и мене. А вас преходните години Дедо Мраз да ви донесеше подароци? И вие добивавте подароци. Ама од родителите, не од Дедо Мраз. Да, Дедо Мраз не постои. Родителите не од. Дечки, имам поинаква идеја. Место да му пишуваме таму писмо, можеме да му купиме на Дедо Мраз посебно пакетче. Тој онака знае што сакаме. Кога ќе го види тоа пакетчето што сме му го купиле, тогаш ќе се израдува и ќе ни ги донесе подароците што ги сакаме. Супер идеја, може и така. А носите пари? Да. Еве, јас имам 2 двојки. 150 денари имаме. Мам за мало пакетче. Одиме? Ајде. Вие идеме да купиме. Добро? Ајде. Здраво, дечки, купихме. Ево, колку е сладко. А сигурно е многу вкусно. Ајде да го ставиме по бутилката. Ајде. Ете така. Јас сега предлагам да си одиме, а утре ќе не чекаат подароците. Ајде да видиме. Ајде. Ням. Јам, сега све ќе изедам. Сега пакетчето и ова ќе ги ставам во мојата соба. Ама ова беше вкусно. Цело го изедов. Дедо Мраз целото пакетче го отворила. Не ни успеа подароци. Кај ни се подароците? Сарно, што има овде? А тука нема ништо, само хартиче. Многу ме боли завод. Анастасија, што ти е тоа на устата? Да не си јадела чоколада или бомбони? Завод ме боли. Морам да одам. Дечки, а стварно Анастасија да не го изела пакетчето? Изгледа да. Вие рековме дека не постои. Па да, навистина. Минтери шоу! Вештачките елки се измислени во Германија и почнале да се прават во 18 век. Значи германците ги измислиле вештачките елки? Првото украсено божикно дрвце било во Латвија во 1510 година. Уште од тогаш украсувале елки? Дали се знале најсериозните луѓе во Арктичен Египет требало брадата да се фарбат златно, за да ги сватат озбилно? И така, си се шетале со златни бради? Дали сте знаеле дека не поминала само една ледена доба, туку поминале 4 ледени доби откако постои планетата? Мислам дека биле 5.
човекот со најдолга брада живее во Канада и се вика Сарафан Синкс и брадата му е долга околу па точно кај вас. Тоа значи дека 2,5 метра му била долга, да? Минтери шоу! Ајде, повелете! Народе мили, се ќе најдете во оваа продавница. Што и да банате од една продавница ќе го најдете кај нас. Верувајте ни. Се имаме, дури од пиле млеко, ако сакате да најдете нешто кај нас, слободно можете да го најдете. Цените не се ефтини, може слободно да дојдете. На супер акција сме оваа недела. Ајде, девојче, дојди. Што сакаш можеш да најдеш тука. Што имате? Се гледаш? Во ред, што да земам? Дайте ми 4 топки сладолед. Ова ти личи на сладкарата, молам девојче? Но добри, па нели се имате? Па се имаме, ама сладолед немаме. Па, довидување. Ти девојче дојди, ајде девојче. А што имате? Се. Дали може да ми дадете математика дел 1 учебник? Не, немаме. Ова лична крижарница? Па нели се имате? Мислам на самничката треба да ви давам, мама, самничката треба. Добро, довидување. Довидување веќе. Леле, какви се луѓе во денес? Значи, кај сега да им најдеме сладолед. Учебници се ни барат, што немаме. Ајде бе, учебници, те моламе. Ајде девојче, дојди ти. Дојди, ајде, може би ти ќе имаш веќе нешто. Добар ден. Добар ден. Имате светки? Немаме. Ова величина светќарница? А не имате се? Се имаме, ама светки немаме. Добро, само ме прашам. Довидување. Леле, бе, луѓе, значи многу нервират. Управо си, само што ќе влезат само нешто од радорот. Немаме, не, ама Биште не викаат, па не си имате. Ајде, дојди сега ти, момче, на реци. Здраво. Јас мислам дека вие имате тука се, дали имате табло? Немаме табла. Ние сме наставнички. Немате и пацал. Чао. Ајде, следен кој е? Здраво. Дали имате кремасто ластиче? Немаме. Ова ти личи на фризерски салон? Добро, ајде, чао. Чао. А фризер ќе да станем? Здраво. Дали може да ми дадете букет со цвеќиња? Не, немаме, ова величина цвеќарница не ми се верува. Не, луѓе воде. Чао. Ама нели се имате тука? Да, ама цвеќе немаме. Се имате букет. Тогаш продавницата треба да ми се вика Лажговци. Чао, ти си Лажко. Ајде си доиграме нашата игра? Да. Најдобар начин. Леле, ова игра многу ме опушта. Ме нервират луѓе во биле. Видите овие пак доаѓаат што не рекува Лажговци. Што рековте? Ништо. Ако се имате. Да, што имате тогаш? Сокови. Ајде да го пробаме. Да, дайте ми мене. Било го само тоа. И ви за другата. И, како е? Ма мојата има нешто црно натре. Мојот има мува. Да си одиме, бегај. Затворете продавницата. Мојот има мува. Глупа сте мува. Минтери шоу! Дали сте знаеле дека порано маршмелоу се правило од корен на едно растение кој се нарекува маршмелоу? Значи, сестра ми цело време јаде растение и добро што не јаде маршмелоу. Тоа е толку благо, а е корен. Еднаш, едно парче пица било продадено за повеќе од $4000 затоа што било покриено со 24 каратно злато. Што?
колку сакам ја пица, а посебно златна колку знам колку ќе биде убава. Па не верувам баш. Најтешкиот кромит во светот бил потежок од една човечка глава. Што кромит било тоа? Дали сте знаеле дека чипсот, ако е покрцкав, тоа значи дека е посвеж и повкусен? Па. Тинтери-минтери шоу! Ало, дечки. Ако сакате дојдете кај мене ќе гледаме филм. Ај па добро, ајде, чао. Лара, сум купила најубава кокошка. Ти не знаеш колку убава. Стварно? И појде тогаш што ќе комајде да отворим. Ајде. Сук заборавивме. Леле, да. Па ај ќе ви правам друштво да купиме. Појде. Ајде. Кокошка ми остави. И колку ми се јаде кокошка. Мислиш дека е за нас? Да, бе сигурно. Сакале да не изненада. Ајде. Аха, шубаво изненадување направиле. Да. Ај, доста беше више. Не можам да дишам, стварно. Ајде, одиме. Јас се пријав. Немаме ни сок, немаме ни кокошка, немаме ништо. Преместо. Што сте толку натажени, бе? Ние изеле кокошката. А ни сок немаме. Тебе па вие па јадете, бе, банани, бе. Остете ми мене. Тинтери-минтери, Внимание! Овие експерименти се вршат под стручен надзор на професионалци. Во нив се користени хемикалии кои може да му наштетат на човековото здравје. Користени се сите превентивни мерки за безбедност. Ве предупредуваме да не ги правите во домашни услови. Добар ден, драги гледачи. Денес ќе ви покажам еден многу интересен експеримент кој не смеете, а и не можете најверојатно да го повторите дома. Ќе направам нитроглицерин. Значи, тука имам сулфурна киселина. Концентрирана сулфурна киселина, која се ја направив сам. Оваа сулфурна киселина ќе ја истурам во ова чашка тука, која што се лади континуирано со мраз и сол. Солта ја намалува точката на топење на мразот и тој се топи пред да стигне над 0 степени Целзиусови, а таа ладност што е имало се премесува до увотечност. И така може ова температурата на оваа вода тука да биде под 0 степени Целзиусови. Сега ќе истурам на сулфурната киселина. И полека, малку по малку, ќе додадам азотна киселина. Тука имам азотна киселина. Азотната киселина се додава многу полека, бидејќи сега ќе ви ја покажам реакцијата. Ова е нацртана формулата на азотна киселина. Има 3 кислороди и 1 водород. Ова е нитрогрупа. Водородот е закачен
и тој се заменува со овој киселинскиот остаток всушност. И ова е формулата за глицерин. Идејата е пробуваме овој киселински остаток да го закачиме за овој кислород тука. Овој водород треба да се отарасиме од него. Тука имам формулата за сулфурна киселина, како што можете да видите има еден сулфур, може да формира 6 врски, формира 2 врски со овој кислород, 2 врски со овој кислород, една врска со овој кислород, една врска со овој кислород и секој од овие кислороди има 2 водороди. Затоа се H2SO4. Формулата за азотна киселина е HNO3. За ова и сега всушност што правиме е кога ги мешаме двете киселини, сулфурната киселина ја дехидрира азотната киселина. Тоа значи ја одзема оха групата и всушност прави јон. Јонот е овој негативно наелектризиран јон, минусот, тоа е бидејќи азотот обично формира 3 врски, а тука со секој од кислородите формира 2 врски. Значи дека азотот има 4 врски, значи еден повеќе електрон, тоест минусот бидејќи нели електроните се имаат негативен получ. Оваа група го избива водородот и се закачува за кислородот. И добиваме нитроглицерин кој што личи како глицерин, само наместо ОХ групите има О, со него закачени Н и со него закачени 2 кислород. Така се обележува обично дека има еден електрон плюс. За секоја од овие се случува истото. Отприлика така сега под агол пишува физинен тако е лош ракописот. Нитроглицеринот е течност, запаллива течност, која, ако е затворена, ако нема каде да излезат гасови произведени, исто така е експлозивна, може да детонира. Детонација е физички феномен во кој што бран, со кој што се распаѓа материјал, ако земам листарки и го запалам, се распаѓа со таа линија што се движи каде што гори хартијата. Нитроглицеринот има брзина, таа линија како што гори хартијата, таа се движи толку брзо, побрзо од звукот се движи. Тоа е дефиниција за детонација. Во случај на нитроглицеринот, брзина на детонација му е околу 7700 метри на секунда, тоест доколку имам една линија од затворен нитроглицерин кој би детонирал и едниот крај го ударам со чекан или го детонирам, за една секунда 7,7 км ќе помине ударниот бран. Тоа е многу брзо. Има експлозиви со повисока брзина на детонација и со пониска исто така. Сега ќе додадам азотната киселина во која што сулфурната киселина ќе ја одземе ОХ групата и ќе ги направи NO2 јоните. Се додава многу полека бидејќи температурата не треба да надмине 0 степени Целзиусови. Идеално. Бидејќи е убаво и ладно, има некој мало чадење, но тоа е очекувано. Сега да го видите глицеринот. Еве го, како што може да се види е доста густа течност. И заради тоа не може во доволно мали количини да се додаде. Затоа малку ќе го загреам. И како што можете да видите е доста потечен и полесно се движи низ проведата и сега можам во навистина мали капки да го додадам. Здраво. Здраво. Зашто не викна? Па имам изненадување за вас. Значи, знаете, ние сме најдобри другарки. Да. И ќе правиме лотарија за нова година. Супер! Значи вака. Во ливчево јас напишав сите на нас имињата и сите ќе треба да влечиме едно ливче. И утре вие пак ќе дојдете кај мене и ќе треба да донесете подароци ако треба да се падне она за нејзин ако мене ти. Разбиравте? Да. Ајде, сите. Со мижење ќе влечиме ливче. Добро. Ајде. Ајде, јас сум прва. Не го отвори. Кога ќе стигнеш до? Да, ти си не. Океј. Мижи. Ни ти не го отвараш. Добро. И ова ливче е за мене.
отварај! Добро. И така, утре дојдете пак кај мене. Добро. И подароците не ги заборавајте. Да. Ајде, чао! Да. Чао. Еј, Нина! И така, кој прв ќе го дава подарокот? Јас. Ај ти. Стој. Прво ливчињата, сите овде. Ова е моето, ова е твоето и ова е нејзиното. Ајде, Сара, давај го. Ева ти, Нина. Фала! Ама чекај, јас добив ливче за Нина. Не, ама тоа е моето ливче. На моето пишува Нина. И на моето пишува Нина. И на Нина пишува Нина. Нина, како можеш, ма? Ама ова беше шега. Многу добра шега. Ајде да се одиме, Вероника. Ајде да се одиме, ова е предавство. Ама, дечки, ме чекајте! Каде одите ме сега? Абе, требаше да имаме забава. Леле, бе, сега немам другарки. Ама јас имам поклони. Тинтери-минтери шоу! На лицето на еден возрасен маж има околу 30.000 влакна. Тоа се многу или малце? Дури 89% од вештачките новогодишни јелки се произведуваат во Кина. Па се прави во Кина, више не знам. Сувиот мраз не е направен од вода, туку од јаглерод диоксид. Сув мраз, јаглерод диоксид. Дали знаете дека во природата има 9 милиона различни видови растенија и животни? Така е, Режија? Па не би знаел јас, не сум јас од Режија, ама ќе прашам. Да ви кажам нешто, јас од секогаш сум сакал да глумам. Значи, воопшто не ги разбирам машкиве. Еден ден ми се прават најдобри другари, а друг ден ќе ме откачат. Последните 4 минути пред да заврши школската година се и најдолгите 4 минути во светот. Сериозно. Главата ми лета во облаци. Се заљубив. Ало, мамо, ало, да не ми се лутиш за двојката математика. Да заборавив да пријавам. Зошто морам да танцувам со момчиња? На 29 декември во просториите на Тинтери-минтери ќе се одржи надпревар за најдобар монолог. Пријави се и дојди. Повеќе информации на www.tinteriminтери.mk. Тинтери-минтери шоу! Тинтери-минтери, 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 тинтери-минтери шоу! Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтери-минтери шоу! Тинтери-минтери, тинтери-минтери, тинтери-минтери шоу! Иде и камера исто така. Акција! Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтери-минтери, тинтери-минтери, тинтери-минтери шоу! Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде, само треба кај нас да си дојде. Тинтери-минтери, тинтери-минтери, тинтери-минтери шоу! Тинтери-минтери, тинтери-минтери, тинтери-минтери шоу! Сети се на нашата Facebook романса. Дај ми ти уште една шанса. Животот не е така прост. Јас го лайкнав секој твој пост. Шеруваш ти, шерувам јас.